Леб по 126 денари за килограм, душеци вредни над 1 милион денари кои никогаш не биле ставени во употреба. Храна набавувана по цени повисоки од пазарните и опрема од над 21 милион денари која не била евидентирана. Државниот ревизор откри серија неправилности и слабости во работењето на студентскиот дом Пелагонија во Скопје. Особено впечатлива е набавката на леб. Ревизорите утврдиле дека со новиот договор во 2025 цената достигнала 126 денари за килограм во период кога пазарната цена била околу 70 денари. Кај набавката на леб и брашно од 2023 година, договорот е склучен со понудувач и основна дејност не е поврзана со предметот на набавката, а на ревизијата не и беше презентирана задолжителната банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот, што упатува дека договорот е склучен без нејзино доставување. Дополнително, иако договорената цена на леб изнесува 57,46 денари по килограм, при реализацијата економскиот оператор фактурирал едно парче леб како килограм, што поради слабите внатрешни контроли било откриено дури кон крајот на 2024 година. Со новиот договор во 2025 година цената на лебот достигнала 126 денари за килограм, што е значително над пазарната цена од околу 70 денари за килограм, што укажува на неекономично користење на јавните средства и слабости во контролата на јавните набавки. Неправилностите не завршуваат со храната. Биле купени 250 душеци во вредност од 1,174 милиони денари, но со димензии различни од оние во техничката спецификација. За нив немало соодветна документација за приема, до ревизијата воопшто не биле ставени во употреба. Тендерската документација на набавката на душеци од 2023 година содржи ограничувачки услови, а договорот е склучен со избраниот економски оператор без обезбедена банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот. Набавени се 250 душеци со вкупна вредност од 1 милион 174 илјади денари од предвидените 500 душеци, со димензии различни од предвидените во техничката спецификација, без соодветна документација за прием и притоа истите се складирани во домот и воопшто не се ставиле во употреба. Исто така, утврдивме дека претходно биле набавени 450 душеци од истиот добавувач, иако постоечките биле во добра состојба, а поради тоа што димензиите на креветите се помали од душеците, била нарушена стабилноста и статиката на креветите. Ревизијата утврдила проблеми при набавките на свежо месо, месни преработки, риба и земјоделски производи. Во повеќе постапки пристигнувала само една понуда, а договорите биле склучувани до целата процената вредност без однапред прецизирани количини. Кај производите што редовно се купувале биле понудувани цени повисоки. Од пазарните додека за артикли што практично не се набавувале биле наведувани нереално ниски цени. Ревизорите утврдиле и случаи во кои биле надминати договорените вредности. Во евиденцијата на студентскиот дом не била заведена опрема во вредност од 21,563 милиони денари, а за дел од кујнската опрема платена од надлежното министерство, ревизорите не можеле да се уверат дека воопшто била примена во домот.